Почитувани граѓани, почитувани новинари. Во услови на светска економска криза, која ја погоди македонската економија, владата предводена од СДСМ презема навремени и ефикасни мерки кои го штитат стандардот на граѓаните и обезбедуваат помош за компаниите. Минималната плата порасна на историски највисоки 18.000 денари, што е за двојно повеќе отколку пред 4 години. Денес две минимални плати се доволни да се покрие синдикалната потрошувачка кошничка, која за март месец изнесува 36.768 денари. Пред неколку години, за да се покрие минималната кошничка, беа потребни над 4 минимални плати. Синдикалната потрошувачка кошница за месец март е зголемена за околу 1000 денари, но оваа разлика сега се покрива со дополнителните 1000 денари помош за следниве 3 месеци, кои ја добиваат околу 330.000 пензионери и околу 35.000 семејства со ниски примања. Покрај минималната плата, растат и платите во сите сектори. Во овие 4,5 години платите во образованието пораснаа за 20%. Во здравството, лекарите добиваат од 23 до 40% повисоки плати. Вработените во градинките сега добиваат плати повисоки за 21% отколку пред 4 години. Порасна и платите во одбраната, полицијата, културата и јавната администрација. Со растот на минималната плата ќе следува и усогласување на сите плати, согласно рокот предвиден во Законот за минимална плата. Мерките што ги презема владата, предводена од СДСМ, придонесуваат за пониски трошоци на домаќинствата. Благодарение на брзите и ефикасни мерки, сметките на граѓаните се намалени за 4000 денари месечно. Со намалување на ДДВ-то за основните прехранбени производи од 5 на 0%, од април до јуни граѓаните заштедуваат во просек по 1500 денари месечно. Најголема заштеда има во однос на сметките за електрична енергија. Доколку владата не ја субвенционираше струјата, сметките за струјата на граѓаните би биле околу 2150 денари повисоки на месечно ниво. Секој месец семејствата во просек заштедуваат околу 300 денари преку намалувањето на стапките на ДДВ од 18 на 10% за горивата. Сето ова значи пониски трошоци и повеќе пари во семејните буџети за полесно справување со негативните последици од кризата. СДСМ преку владата и парламентарното мнозинство што ги предводи, будно ја следи состојбата со економската криза и е подготвена да реагира со нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Благодарам.